Многу од граѓаните на Република Македонија не се среќни со овој процес. Дали се револтирани, има високо ниво на негативна енергија визави овој процес. Она што јас во моите дискусии се обидувам да го направам е овие предлози на владата да бидат помалку лоши, односно да дадам можност владата на некој начин да обезбеди колку што е можно поширока, не во парламентот, повеќе бројките во парламентот и не се важни, не во парламентот, туку поширока прифатливост во целокупноста на нашето општество визави крајната цел која што имаме, а тоа е членството во НАТО и во Европската унија. Од тука дозволете ми во делот со преамбулата да дадам 3 предлози, конкретни и јасни. Инспирација за моите предлози е додавањето на Охридскиот рамковен договор како акт кој што го набројуваме во актите кои што значат нешто за создавањето на нашата држава и начинот на кој што функционира. Јас имам искрена дилема дали треба да стои по име Охридскиот рамковен договор, но до некаде го прифаќам образложението од премиерот дека практично целиот Охридски рамковен договор е дел од Уставот, само името на Охридскиот рамковен договор го немало досега и тоа ми изгледа на логично образложение. Но би сакал да споменам дека има уште 3 правни документи кои што треба да бидат дел од преамбулата на македонската држава. Првиот правен документ кој што може да носи наслов Устав, или поточно историски, нашата историографија го класифицира како воен устав, е издаден 1878 година во добро познатото македонско кресненско востание. Тој е воен устав кој што има над 210 члена, во кои што се регулираат сите уставно-правни прашања на желбата да се создаде македонска држава. Документот се вика, да не сгрешам, Правила на Македонскиот востанички комитет. 1878 година. Тоа е востание предводено од еден епископ Натанаел, Димитар Поп-Ѓорѓиев Беровски, дедо Илјо Малешевски и така натака и така натака. Но овој документ во себе ги утврдува, како што реков, државно-правниот концепт на идната македонска држава и со најголема прецизност ги утврдува нејзините нужни атрибути. Има карактер на воен устав, но во овој документ се разработени и меѓунационалните односи во идната македонска држава, разработени се односите со соседните народи, спомнати се поименично, бугарите, грците, кнежеството Србија и албанците, и тоа воглавном, ќе ви прочитаме и некои делови, воглавном во многу позитивен дух спрема сите 4 соседни народи, но се разработуваат и социјални карактеристики како аграрна реформа, поделба на земјата и така натака и така натака. Што е суштински? Суштински за мене спомнувањето на овој документ е потребата македонскиот народ да има чувство дека има корен. Со сите овие промени кои што ни се случуваат во Уставот сега, но објективно и со сите промени кои што ни се случуваат со Уставот во минатите 10 на 15 години, македонскиот народ постојано го има своето чувство дека нешто губи. Мислам дека владата во следниот период на расправа, на јавна расправа, треба да го земе во предвид многу сериозно овој документ. Има неколку професори од правниот факултет кои што се експерти токму на оваа тема. Зборам за македонското кресненско востание и за овој државно правен документ. Има различни толкувања околу тој, но мислам дека внесувањето во Уставот на Република Македонија, односно во преамбулата, ќе даде малку подлабок корен, кој што не е невистински, не е лажен, не е измислен, не е фанатичен,
туку токму има уставно правен карактер. Јас би го прочитал и делот, за да не се сватиме погрешно со никого, би го прочитал и делот од членот 186 од тој воен устав и понатака и другите членови кои што ги разработуваат односите со соседите. Членот 186 го определува односот со кнежеството Бугарија, подцртувајќи дека македонците не ќе имаат друго мешање со кнежеството освен братска помош. Понатаму, Македонскиот востанички комитет ќе ја запознае и братската земја кнежество Србија со целите на нашето востание, барајќи братска помош за ослободување на Македонија. Понатаму, Македонскиот востанички комитет ќе ја помоли грчката влада, на веќе конституираната грчка држава, да го помогне македонското востание и да дозволи испраќање македонски доброволечки чети од Грција. Понатака се повикуваат албанските бајрактари и народни водачи кои ја сакаат слободата на својата татковина да се придружат кон македонското востание за нивна и наша слобода. Мислам дека нема ништо спорно во овој можеби најосетлив сегмент. Но за да не читам делови од овој уставно правен документ, кој што дава контекст и е зародиш на желбата за формирање на подоцнежната револуционерна организација, го давам предлогот на јавна сцена, не велам повторно, никогаш не сакам да апсолутизирам дека јас знам нешто повеќе, замолувам во јавната расправа владата да ги покани професорите од Правен факултет од катедрата Историја на право и да се консултира околу овој предлог.